колешке Лашковска, вие всушност зборувавте за автопатот Кичево-Охрид. Нели е срамно да се зборува за еден автопат кој што беше донесен порачан по телефон и беше даден по спорна постапка на компанијата за изградба на автопатот. Всушност тоа и е предмет на расправа и е дел од случајот траекторија кој што е во надлежност на СЈО. Знаете за тоа. Овој автопат требаше да биде направен пред 11 години. Наместо да се прави забегани од мегаломански проект Скопје 2014, требаше да се направат патиштата. А не наврат нашија само за да се земе голема провизија за патиштата, кога веќе добивавте големи критики од страна на опозицијата во предизборието на претходните парламентарни избори, премиерот реши дека сака голема провизија од изградба на патишта. Самиот тој автопат кошта 360 милиони евра за 57 километри. Секој километар 6 милиони евра. Колешке Лашковска нели е премногу, ни во Европа толку не коштаат автопатовите. И да кажам, тоа не е две траси, се гради една траса и тоа по погрешна траекторија, односно на свлечиште кое што го оневозможува, ја оневозможува сигурноста на автопатот. Заради тоа во моментов е ситуацијата во статус-кво. Не значи дека ние ќе прекинеме да го градиме, да, ќе продолжиме, меѓутоа прво треба да се направат одредени анализи и да се види дали тој пат и како треба тој пат да се насочува. Дали тунелите кои што се почнати и незавршени, дали треба да бидат по друга траекторија. Ево да кажам дека заради лошо планирање и изведба, еден од најголемите проблеми кај земјаните траси е појава на слечиста, лизгање и на земјиштето, односно поместување на страничните делови на патот и затрупување на делницата. Оваа појава е најдрастична на патот Кичево пресека, односно од 12 до 18 километар. Заради вакво неодговорно работење на ВМРО ДПМН имаме сега огромен проблем и поголеми средства. Над 120 милиони евра треба да се вложат за да може тоа да се поправи. Се што се прави, рекол народот, се што се прави на брзина секогаш излегува на виделина. Најбрзо и побрзо од тоа што се прави. Не е случајно народот рекол, ајде се потрудам со една шеговита поговорка: слепа кучка слепи кучиња раѓа, или брза кучка слепи кучиња раѓа.